Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски во гостувањето на телевизија Алсат на 2 декември, зборувајќи за оставките на премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев, изјави дека владеачката СДСМ на 12 овој месец ќе одржувала изборен конгрес во ист ден со најавениот конгрес на неговата партија. Да, неговата позиција е сега таква да вели на 12 ќе имаме изборен конгрес или веќе како го нарекуваат тоа што ќе се случува, исто така политички некултурно, бидејќи пред еден месец ние го закажавме нашиот редовен конгрес и малку е непријатно и политички некултурно во истиот ден вие да закажувате изборен конгрес. Тврдењето на Мицкоски дека ВМРО-ДПМН на 12 декември во Скопје ќе одржи конгрес на кој ќе се избира лидер на партијата е точно. Но неговото тврдење дека СДСМ ќе одржи изборен конгрес за лидер на партијата на истиот датум со ВМРО-ДПМН не е точно. Имено на 12 декември СДСМ ќе одржи избори за председател на партијата, што може да се види и од соопштението на владеачката партија. Започна постапката за кандидирање за председател на СДСМ, изборите на 12 декември, објавено на 27 ноември 2021. Но и од партиската страница на СДСМ, каде на видливо место стои банер за вонредни внатрепартиски избори за председател на СДСМ. Според ова, тврдењето на Мицкоски дека СДСМ организира изборен конгрес на ист ден со претходно закажаниот конгрес на ВМРО-ДПМН е невистинито и не ја поминува проверката на фактите. Иако оваа невистина може би делува како незначајна, таа може да доведе до заблуда кај дел од публиката, а кај дел да резултира со намалена доверба и во политичарите, но и во медиумите. Затоа политичарите треба да покажат далеку поголема одговорност кон јавноста во изнесувањето на тези информации, а медиумите треба да ги проверуваат поревносно нивните тврдења, затоа што тие се филтерот која заштитува публиката и јавноста од невистините и од дезинформациите.